Како ме демантираа наши екипи во Европа, страшна работа. Ама не сите. Вардар, Растори, Шкендија, добро. Време е за реваншите. 3 екипи играат дома, една екипа гостува. И да почнеме со оној прв надпревар оваа недела. Вторник, 20 часот, Шкендија, ТНС. По Велс беше 0-0, што секако е добар резултат за Шкендија. Иако можеше Шкендија да заврши работата уште на првиот меч во Велс. Ама можеше и да загуби да не беше гаја на голот. Сега, домашен терен, Шкендија е фаворит. Влогот е голем, милионски и мора да се тепа. Зашто викам милионски? Ако тепа Шкендија во второто квалификацијско коло ќе игра веројатно против Стеуа од Романија. Па дури Шкендија да биде поразена во тој двомеч, ќе се квалификува во второто коло од Лигата на Европа. И таму ако биде елиминирана, тогаш ќе оди во последното коло од Конференцијската лига. Ово значи дека ако Шкендија го мине ТНС, ќе игра најмалку во Конференцијската лига, во плејофот. И со тоа ќе заработи најмалку 2 милиони евра. Затоа викам, влогот е милионски. И да, веројатно Шкендија ќе тепа. Одиме со Вардар, единствениот тим што го обели образот на македонските екипи во Европа. Се завршија работата уште на првиот меч во Скопје со екипата од Сан Марино Ла Фиорита и тепа со 3-0. Може да тепати поубедливо, ама и вака е добро. Сега во Сан Марино ќе се оди туристички, колку да се завери пласмано за следното коло. А таму ќе чека сериозна екипа. Лозана од Швајцарија. Да не збориме пред време, ама тоа ќе биде јак надпревар. Иако реално швајцарците се огромни фаворити за победа. Работнички е најголемото разочарување. Пораз на неутрален терен во Унгарија од белорускиот Торпедо со 3-0. И толку од Работнички во Европа за оваа сезона. Не само што загубија, туку беа тотално надиграни од белорусите. Сега во Скопје на нивна страна ќе биде само жешкото време, ама тоа нема да биде доволно за пресврт. Пораз доживеа и Силекс кај Дечич во Црна Гора со 2-0. Црвен картон за најголемото засилување летово за Силекс, Мирчевски и пораз. Сега ќе мора без Мирчевски во Скопје, а тоа ќе биде дополнителен проблем. Така да, тешко дека Силекс се може да пресврти пласма во следното коло, иако реално Дечич не покажа дека е поквалитетна екипа од Силекс на првиот надпревар. Следете ги нашите екипи, бодрете ги, одете на стадион. Следете ни нас и ставете subscribe на YouTube каналот BMG Network. А ние се гледаме за брзо време. Чао!